Високите температури карактеристични за овој период од годината често предизвикуваат дехидратација на организмот, па затоа докторите потенцираат дека од голема важност е каква храна внесуваме секојдневно. Овошјето и зеленчукот се вистинскиот избор во случај кога телото се соочува со недостаток на течности. Освен овошје и зеленчук, лекарите препорачуваат да се консумира полесна храна без маснотии и интегрални жита кои се богати со нутриенти и витамини. Препораките се нормално да се консумираат доволно течности, да се консумираат повеќе овошје и зеленчук. Исто така да се има предвид кога спомнав овошје и зеленчук, тоа да биде убаво исчистено, во ладна вода да седи еден период, заради тоа што нормално дека има многу и пестициди во самото овошје и зеленчук. Високите температури секоја година влијаат врз здравјето на луѓето, па така тие може да поттикнат исцрпеност и топлотен удар, како и да ја влошат веќе лошата здравствена состојба. Па поради тоа се препорачува да се придржуваме кон неколку превентивни совети. Сведоци сме дека сега последните денови имаме високи температури, и тоа после некое време кога беа релативно ниски, сега одма високи температури, тоа нормално дека влијае врз здравјето на целокупното население, а посебно повеќе кај оние ранливи категории што ги нарекуваме ние, пациенти кои имат проблеми со кардиоваскуларниот систем, пациенти кои имат проблеми со респираторниот систем и други пациенти кои се хронично болни и нормално по возрастните, по старите пациенти. Кои би биле нашите препораки во овој дел? Значи да не се излегува без потреба во оној пик од 11 до 17 часот или веќе кога има неминовно да се излезе, тогаш нормално да се заштити капа, чадор или нешто слично за да се заштитиме од УВ зраците и од топлото време. Исто така битно е да се спомне дека повеќето од нас, нели од граѓаните седат во простори каде што има и кондиционери, нормално дека има клима уреди и да се има предвид, значи при влегување од топло во ладно во такви простори или при излегување од ладно во топло или од кола или во друга просторија каде што има такви клима уреди, многу да се внимава на тоа, бидејќи може да се добие некој беспотребен топлотен удар, што се вика, и кај целокупното население, а поготово кај оние ранливи категории на пациенти на граѓани кои ги спомнав погоре. Лекарите апелираат граѓаните покрај со храната и пијалоците кои што ги консумираат во текот на летниот период, како изложувањето на сонце, особено внимателни да бидат и со престојот во природа.